Стадион. Емисија за вашата вистина. Професоре, ајде остана да не ве задржуваме премногу 5-6 минути. Кратко, ова што сега се случува повторно по кој знае кој пат во овие 30 години, реформи во судството, прочистување, филтрација. Вие се ме слушате? Столе, дали може само една реченица во врска со изборната комисија? Да, тама работа. Повелете. Значи, да му кажам на колегата Маричич дека сега Ваш студент поранеше. Да, секако. Дека мислам секаде во развиениот свет кога се спроведуваат избори ги спроведуваат професионалци, така наречени комесари за избори. Например, во Канада, јако бев член на Венецијанска комисија, еден човек 40 години беше шеф на изборниот штаб на администрацијата кој ги спроведува изборите без ни една замерка од ни една политичка партија. Значи 40 години, да се разберем. Не е тоа, значи гласањето, избирачкото право, тоа е право на граѓаните. Може да биде активно и пасивно. Активно преку политички партии да учествуваат во избори, а пасивно ние како обични граѓани да гласаме за кого ќе гласаме. Ова се приватизира од страна на политичките партии од 91 до сега. Прво суди става, па професионалци, па сега партиски членови од опозиција. Значи треба да се професионализира комплет државната комисија и доволно е еден човек да има со јака администрација да ги спроведе изборите. Ова, кога ќе ги гледам државна изборна комисија за ноторен акт, за ноторна факт, они гласаат, пазите, они гласаат, дали ова да... Па не може за закон да се гласа. Они се пазарат при изборите, да не слушаме по бомбите она што беше. Да. Само толку да мислам дека иднина тако 3-4 минути 5 за реформите. Вечна тема. И вие сте изгледа малку изморени, разочарани или? Па не, јас сум разочаран затоа што првиот состав на владата на СДС нели се формираше Совет за реформи на правосудниот систем и после неколку месеци кои што ние помогнавме да се усвои стратегијата кој што сега и Маричич работи по таа стратегија за реформи на правосудниот систем, едноставно ни шутира и помина таа комисија во владата. Ајде, покрај мене Фрчко, Гордан Каладжиев, Најче и други бефе, да не е ни битно. Сакам да кажам дека ние тогаш покренавме неколку прашања, кои што прашање, ако се тогаш се акцептира, тогаш, например, ова сега Павле Трајанов што дава закон за преиспитување на местените предмети, барање за лустрација, да се поништи законот за лустрација. Тука во тие предмети и во лустрацијата кај што управните суди одлучуваат, директно се инволвирани суди. Доволно е само да се преиспитаат предметите, да се видат, еве од Страсбург се враќаат кои учествували суди, бидејќи решението на така наречената комисија за лустрација они ги потврди и едноставно тоа е доволна основа да бидат разрешени. Тоа, мислам, има време. Сега, пошто зборуваме за сегашната состојба, јас го поддржувам министерот Маричич и јас иднината во вистинска реформа ја гледам во носењето на методологијата за оценка на судиите и тоа е еден акт кој што треба судскиот совет да донесе и второ правилникот нормално и правилникот за определување на сложеност на предмети каде што се определуваат дали едноставен, сложен или многу сложен. Видете, тука е најголемата небулоза во нашиот правосуден систем. Во моментот колку тежи еден предмет, колку е сложен, определува или председател на суд или судијата сам си цени. Има објективни варијабили кои што преку хоризонтална и вертикална проверка точно формула има, ќе се определи колку е сложен предметот и судијата во кој рок и како квалитетно или неквалитетно го изврши. Ако сакаме некого да разрешиме или ако сакаме некого да едноставно да го разрешиме од функција, мора да има да биде со аргументи, да не биде еве сега порано една политичка партија се друга. Доколку овие методологија ја охрабрувам, бидејќи тоа со помош на холандската влада
и ја учествував за управните судови, доколку тоа се успее, овие заживеат тоа би било иднината за почеток. И добро е што во вториот мандат на почеток министерот Маричич ја почнува оваа работа, ова е вражие, многу тешка работа. Еден совет би му дал на времето на комунизмот, а и после тоа имаше во владата правен совет и економски совет. ВМРО уведе ги укина тие, па си воведе по 50-60 советници кои што задебили пари, а ние порано кога членувавме во овие, особено управниот совет, едноставно за кафе учествувавме, не без надомесе, и каде што управниот совет, например, ги гледаше најкрупните закони, например, еве сега се најава КЗ, ЗКП и така натаму, каде што професори, суди од Врховен суд, од апелација, ќе го разгледат и ќе издадат свое мислење пред владата да го пушти на собрание. Многу добар филтер беше од стручен аспект, тоа не е лошо да се продолжи таа пракса. Зошто не се продолжува, не е до мене. Професор, иначе, да. Иначе јас го охрабрувам, млад човек е, верувам дека он ќе издржи, но треба да е свесен дека ќе има обструкции од своите колеги што седат на таа округлата маса. Он Да не го изгорат и после да речат шарена револуција, еве, нивни кадар дојде и он не успеа, има правда. Особено од, еве, кој што слушаме од опозицијата, а особено ќе има големи обструкции од правосудните органи, како од судиите, така и од обвинителите. Тоа да се знае. Ја на студентите постојано тоа кажувам. Кога се работи за реформа во јавниот сектор, значи и во јавна администрација, и во правосудство, компарација ги преме 19 со 20 век. Во поднос на техничко-технолошкиот развој е 1:2000. Значи, ако било во 19 век парна машина откриена, во 20 век компјутер, чип и така. Во поглед на јавниот сектор, развојот 19 и 20 век 1:20. Верувајте, толку се статични овие системи, административен, правосуден систем, што вражи тешко е да инволвирате нешто ново и особено нешто ново да сакате да го реформирате. Тој систем е како кто подсечете да пипка уште 3 разнат. Само можам да поддржам, нека се преземаат активностите и добро е што е, али мислам дека треба комплет, уште еднаш повторам, комплет, целата влада, коалициона влада е да застане за овие реформи, за да не испадне овие важат за вашите, а не за нашите. Тоа е наша стара болка, тоа ние го кажавме уште пред 4 години, овој условно речено, што реков Советот за реформи во правосудството, кога дадовме решение за тогашниот пред 4 години судски совет, едноставно се кажа, може вие вашите да ги разрешите, али нашите се честни и така натака, иако 10 години за... Тоа е проблемот, да. Тоа е еден проблем кој што мора, особено и во јавната администрација, но еднашка конечно мораме да кажеме стручност и компетентност. Ќе направиме посебна емисија за јавната администрација, баш тогаш ќе повикаме во целата емисија да учествувате. Благодарам професорот Борче Давидковски. Стадион. Емисија за вашата вистина.